Се наоѓаме зад управувачот на Ford Edge, новото спортско корисно возило на Ford, кое прави една потполно нова класа за Ford во Европа. Поголемо е од Куга и тој ќе има сосема друга филозофија во приодот на пазарот. Се разбира дека и цените ќе бидат нешто повисоки, а јас ви посакувам срдечно добре дојде во новото издание на Автомагазин, кое го започнуваме од Баварија, која е обвиена со облаци и дожд. Но затоа ќе ве расположиме не само со рапортот од првото ексклузивно возење на Ford Edge, туку и со останатите содржини на Автомагазин. Да имаш контрола, значи да имаш се. Преземи контрола и одбери Корола. Сега Toyota Corolla бензин за само 13.590 евра или Toyota Corolla дизел за 14.990 евра. Одбираш Корола, одбери и пакет, регистрација и полн резервоар или една година каско осигурување или алуминиумски бандажи. Патосници добиваш во секој случај. Имај се. Toyota, always a better way. Запознајте ја новата звезда во флотата на Mercedes-Benz. Новата Е-класа, која го прави секое ваше патување. Патување во прва класа. Mercedes-Benz. The best or nothing. Go. Go with a wave. Lead the brave. Go bold. Go strong. Go to oceans where no one's gone. Да се создаде моќен мотор е како креирање на неодолив парфем. Се селектираат најдобрите состојки. Така, тој ќе ги поттикне твоите чувства, кои ќе ги паметиш до крајот на својот живот. Peugeot 308 со 1.6 Blue HDI мотор за 190 евра месечно. Designed with a little more attitude. Mazda 6. Master. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува домаќинско осигурување, патничко и осигурување од незгода. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. Добре дојдовте назад во Автомагазин. Пред да се преселиме повторно во Баварија, каде што го возевме новиот Ford Edge, подготвивме интересни содржини за вас во ова издание на нашата емисија. Замислете, се движите по земја, побрзо од брзината на звукот и стигате од центар на еден град во центар на друг град. Се разбира, тоа ќе ни го возложи новиот проект наречен Hyperloop. Тоа е се уште во развојна фаза, каде што пред неполни 2 недели во Аризона се направи првиот тест на функционирањето на оваа замисла. Доколку таа стане реалност, во основа ќе го смени мобилитетот на модерното време. Со успешното демонстрирање на функционалноста на концептот за движење во вакуумски цевки, патувањето со воз со брзина на звукот во блиската иднина би можело да стане реалност.
Со бројки изразено, тоа значи дека со футуристичкиот железнички транспортен систем од Лос Анџелос до Сан Франциско ќе се патува за само 30 минути. Според компанијата Hyperloop One, која го изведе експериментот во пустината Невада во близина на Лас Вегас, новиот воз ќе овозможи движење со максимална брзина од 1200 км на час. Иницијално замислен од Елон Маск, овој концепт за остварување на својата цел ги користи рудименталните закони на физиката. Железничката композиција во облик на капсула лебди над магнетни шини поставени во цевки со вакуум. Таа со помош на линеарни индукцијски мотори и воздушни компресори треба да ги постигне наведените брзини и тоа со минимална употреба на енергија. За пробата во Невада беше искористена макета која функционирајќи на истиот принцип постигна брзина од 100 км на час за само 1,1 секунда пред да запре во голем облак песок. Во тек е изградбата на тест трасата со должина од 8 км во која патувањето со брзина на звукот ќе се симулира во реални услови. Доколку целиот проект се покаже како изводлив, ќе бидат потребни $6 милиарди за негова реализација. Оптимистичките прогнози велат дека би можело да се очекува првите капсули да тргнат покрај брегот на Калифорнија во 2019 година. Додека Hyperloopот е се уште во идејна фаза, во веќе поодмината развојна фаза е автономното возење. Системот кој би требало секој автомобил во догледна иднина да го има, носи многу бенефити. Пред се, загубеното време кое секој ден го имаме зад управувачот, можеме да го искористиме за нешто попаметно. Сите автомобилски производители се приклучија кон реализација на оваа идеја, а од неодамна Ауди ја представи својата визија на автономното возење, која според се судејќи е веќе во поодмината фаза на развој и многу блиска до реална апликација. Ауди отиде чекор подалеку во експериментирањето со технологиите за автономно возење. Нивниот прототип, направен на основа на A7, веќе може и да учи и да го адаптира возењето за постигнување поприредна интеракција со останатите учесници во сообраќајот. Така возилото на кој инженерите од Инглштат му имаат дадено прекар джек, при пристигнување на камионите остава повеќе простор, исто како што и секој возач би постапил. Прилагодливиот стил на возење посебно доаѓа до израз кога има и други возила што сакаат истото да го сторат, па автомобилот треба да одлучи дали да забрза или да кочи. За тоа е задолжен специјален компјутер чии процесори ја анализираат ситуацијата и даваат команда да се направи тоа што е побезбедно. Врз основа на податоците од бројните сензори во неговата меморија се креира модел на автомобилот со се целата околина. Тој модел во реално време ги репродуцира моменталните услови во сообраќајот што е можно попрецизно, со што се овозможува реакција на системот според претходно пресметани потези. Ауди ги вршеше тестирањата на джек на автопатот А9 кој ги спојува Берлин и Минхен преку Лајпциг и Нинберг. Ова тешко оптоварена делница е избрана затоа што на дел од неа е вградена инфраструктура која комуницира со автономните возила. Со нејзина помош знаците покрај патот се идентификуваат на големо растојание отколку со сензорите, што го прави возењето побезбедно и попредвидливо. Не е едноставно да се оддаде почит на една легенда како што е BMW 2002. Култната 02 серија од 60-тите и 70-тите години од минатиот век во голема мерка е заслужна за она што BMW е денес. Посебно неговата дволитарска варијанта која беше кронисана со турбоизведба. Суштински прв серијски автомобил со ваков мотор BMW 2002 Turbo остави големо наследство за себе.
Затоа и посебно треба да се цени храброста на дизајнерите и инженерите од Михен кои решија да го оживеат овој модел во духот на 21 век. Основата ја најдоа во новиот М2, чие современо тело и 370 конски сили не би значеле многу ако беше баварскиот перфекционизам при креирањето на ретрофутуристичкиот концепт со ознаката 2002 омаж. Успешно доловувајќи ја душата на својот идеен предок, тој верно се доживува како негова ренесанса. Затоа и БМВ беше посластица за сите кои се најдоа на брегот на езерото Комо, каде се одржа годинешната парада на автомобилската елеганција, Конкорсо дел Елеганца Вила ди Есте. За да не бидат само тие повластени, ви нудиме да го погледнете. Mazda 3 од сега ќе може да се добие и со 1,5 литарски дизел мотор. Со тоа јапонците им излегоа во пресрет на сите оние кои сметаат дека досегашниот мотор е премногу голем за компактот. Се одликува со современи решенија, турбината со променлива геометрија и степен на компресија од 14,8 спрема 1. Располага со 105 конски сили и 270 ньютон метри, а се спарува со 6 степена мануелна или автоматска трансмисија. Во право сте ако ова ви изгледа познато. Овој мотор со ознака Sky Active D 1,5 веќе ни е познат од Mazda 2 и CX-3. Опремен со него, компактниот модел просечно троши 3,8 литри на 100 км и емитува само 99 грама јаглеродиоксид на километар. Забрзува до 100 за прифатливи 11 секунди, а максималната брзина што ја постигнува е 187 км на час. За подобар комфор во возењето е опремен со нова технологија наречена Natural Sound Smoother, кој ги намалува вибрациите и бучавоста. Овој мотор кој ги задоволува Euro 6 нормите ќе биде понуден и во двете изведби на Mazda 3, седанот и хеджбекот, но само на европскиот пазар. Промени во останатата модна понуда нема. Трите бензинци се од 1,5 и 2 литри со 100, 120 и 165 конски сили, а дизелот е 2,2 литарски со 150 коњи. После Toyota Auris, Mazda 3 е втор најдобро продаван јапонски автомобил во компактната класа во Европа. Неговата ланска продажба на стариот континент изнесуваше 50.000 возила. Се произведува во Јапонија, Мексико и Тајланд. Rolls-Royce Phantom ги брои последните денови. Моделот кој ги промени сваќањата и најави една нова ера во светот на луксузните возила дојде до крајот на својот животен век. По 13 години неговата производствена лента ќе престане да работи откако од неа ќе се симнати последните 50 примероци. Да не беше овој модел кој го носи најславниот автомобилски амблем досега, ќе беше или 2 пати заменет или толку застарен што никој немаше ни да го погледне. Сепак, кога зборуваме за возилата на Rolls-Royce, треба да мислиме од друга конотација. Колку постаро, тоа подобро. И повредно се разбира. За сето ова време тој доживеа само едно сериозно, но сепак суптилно освежување. Одговорните во британската марка како сериозен аргумент го наведуваат фактот дека купувач кој плаќа преку 300.000 фунти за автомобил не сака тој да му застари за неколку години. Затоа и сите негови корекции беа внимателно обмислени, главно сочинети од ситни подобрувања или спакувани во лимитирани едиции. Таква и последната, наречена Zenith Collection, која веќе е однапред распродадена. Срекниците можеа да бираат помеѓу купе и дропхед моделите, кои британските мајстори ќе им ги скројат по нивниот вкус. Уникатните детали што ја карактеризираат како што е големиот ладилник за шампанско во багажникот, доаѓа како подарок од куќата која без брзање ја подготвува 8-та генерација на Phantom.
Иднината на автомобилите се движи во вистинската насока. Доколку ги земеме во предвид следните новитети што ќе ги видите во нашата емисија, ќе може да се заклучи дека емоциите играат огромна улога во креирањето, но и во исползувањето на автомобилите. Peugeot по подолга хибернација го исфрли новиот 3008. Предходниот модел беше издигнат караван, но сегашниот 3008 е вистинско спортско корисно возило. А по Париз се селиме во Шведска, поточно во Гетеборг, каде беа прикажани иднината, односно новите два модели во компактната класа на Volvo, изразени во децимали. Како што сакаат швеѓаните понекогаш да искомплицираат, тие ги нарекоа 40.1 и 40.2. Париз е далеку, градот географски, а салонот на автомобилите календарски. Но Peugeot не остави да чекаме, туку ни ги сервираше најновото од неговата кујна, втората генерација на 3008. И додека предходникот само кокетираше во класата на спортско корисни возила, новиот модел е посуштински и ќе продолжи да живее во кросоверските води. Разликата се чувствува и уште првиот поглед навестува дека се поставува како директен конкурент на основоположникот Nissan Qashqai или пак на најновиот ривал Seat Ateca. Она што го разликува од нив е изгледот со помеки линии кои асоцираат на досегашната генерација. Нешто помалку влечати во правец на дизајнерскиот јазик на марката, создавајќи возило со уникатен и препознатлив изглед кој тешко може да се помеша со другите. Проевропскиот кросоверски стил ќе му помогне полесно да се расшири низ сите меридијани и пазари. Модуларната EMR2 платформа му ја намали тежината за 100 килограми и покрај поголемата должина. Растегнат е на вкупно 4,45 метри, сета разлика е во корис на меѓуоскиното растојание. Забелешки за просторот немаше ниту предходникот, а идниот нема да има ниту за багажникот кој се прошири над 520 литри. Peugeot 3008 ќе биде првото возило на марката со инкорпориран iCockpit дизајн и одлики на внатрешноста. За неа најкратко и најпрецизно би било ако кажеме дека серијата зафати и ја направи кабината на 3008 едно од најпријатните места во сегментот. И пошироко, бидејќи напредното амбиентално светло и сензорските клопчиња не се среќаваат така често, а по два дисплеја имаат само доста поскапите возила. Секој детаљ во интериерот инспирира скоро футуристичко чувство и го позиционира 3008 таму каде досека никој не бил. Како и кај секој модерен автомобил, бројните електронски асистенти се подразбираат. Позната и гамата агрегати, барем онаа со која 3008 ќе се нуди на почетокот на продажбата кон крајот на годината. Купувачите ќе може да бираат меѓу 2 бензински и 4 дизел мотори, сите спарени со 6-степена трансмисија. Бензинците се од 1,2 и 1,6 литри со 130 и 165 коњи, а дизелите од 1,6 и 2 литри правилно распослани помеѓу 100 и 180 коњски сили. Најмокните од нив ексклузивно ќе доаѓаат само со автоматски менувач. Погон на сите тркала засега не се споменува, но растојанието од подлогата од 22 см укажува дека 3008 е подготвен и за него. Интересна е опцијата со која ќе доаѓа склоплив електричен велосипед конструиран перфектно да се вклопи во багажниот простор. Неговите батерии кои се полнат за време на возењето со возилото му овозможуваат автономија од 12 км. Се прашуваме дали ова значи дека еден ден ќе видиме и 3008 во електрично издание. За хибридното сме сигурни дека ќе го има. Со години наназад најочекуваниот модел воопшто од целата италијанска автомобилска индустрија конечно ќе се најде во продажните салони.
За почеток само во неколку европски земји и само со дизел мотори, но тоа е само за почеток. Првите купувачи кои застанаа во ред за Алфа Ромео Джулија ќе можат да бираат помеѓу 2,2-литарските машини со 150 и 180 конски сили. Нешто подоцна ќе дојде и со 2-литарски бензински мотор со 200 конски сили, а за купувачите во Америка со неговата 280 конска изведба. Джулија со овој мотор во Европа ќе пристигне до крајот на годинава, заедно со дизелот засилен на 210 коњи. На почеток, 6-степениот мануелен менувач ќе биде во малцинство, бидејќи понудата во поголем обем ќе биде комплетирана со 8-степена автоматика. Секако, тука е и бесната квадрифолио Верде изведба со своите 510 конски сили, која веќе стана узор за перфектна спортска изведба на една основна семејна лимузина, каква што е Джулија. Незината цена во Италија изнесува 79.000 евра, повеќе од двојно од основниот модел кој чини 35.500 евра. Ако и некој досега со задршка гледаше на амбициите на Volvo да им ги смеша конците на германските премиум велемајстори, веќе нема аргументи и понатаму да мисли така. Двата нови концепта од серијата 40 не само што ни покажуваат какви ќе бидат идните S40 и XC40, туку и провокативно дрско ја најавуваат иднината на марката, а таа е многу поголема од компактните димензии на концептите со децимални ознаки 40.1 и 40.2, првиот кросовер, а вториот седан. Се карактеризираат со силни аргументи потребни за битка со добро етаблираните ривали на сите значајни глобални пазари. Поставени се на сосема нова компактна платформа која, како велат во Volvo, ги има охрабрено дизајнерите и инженерите да се осмелат да истражуваат нови правци. Првите импресии се дека тие ги немаат само намалено моделите од поголемата серија 90, иако некои стилски детали им се заеднички. Тоа посебно се гледа од така наречениот пливачки покрив на кросоверот, нешто што во моментов е во тренд. Ги раздвојуваат и поострите агли што не се за изненадување, бидејќи целат кон помладите купувачи. А тие, како по правило, се поотворени кон посмелите решенија. Идните модели ќе бидат понудени и со нови трицилиндрични мотори и 7-степена трансмисија со двојна спојка. Посилните верзии ќе бидат опремени со постоечките 4-цилиндрични агрегати, а се планираат и хибридни верзии со веќе познатата T5 Twin Engine погонска група. Најголемата новост сепак е развој на електричен модел кој би бил прв во историјата на компанијата. Со него Volvo треба да престигне поголем дел од другите играчи во премиум сегментот, посебно после адаптацијата на погонот за поголемите модели, серијата 90 и замената за сегашните со 60 во ознаката. Планот на швеѓаните е до 2025 година да имаат продадено 1.000.000 електрични или хибридни возила. Секако не заборавија да ги споменат и автономните технологии со кои би биле опремени идните компакти. Првоцериските модели што ќе произлезе од концептите ќе биде кросоверот XC40 наредната година. Седанот S40 и неговата караванска изведба V40 треба да ги очекуваме во 2018 и 2019 година. Овие модели ќе бидат и првите заеднички продукти на Volvo и матичната компанија Geely, која е негов собственик од 2010 година. Кинезите за шведската компанија на Ford му платија 1,8 милиарди долари. Тие планираат да креираат нов бренд под кој би се продавале возилата поставени на новата компактна платформа. Официјално би биле наменети само за кинескиот пазар, но постои голема веројатност да се појават и глобално.
Ford Edge беше најавуван подолго време на европскиот пазар, но предимство имаше американскиот пазар, каде што овој модел се наоѓа на американските патишта повеќе од 2 години. Денеска се наоѓаме во Баварија, каде ќе се соочиме на првото тест возење со Ford Edge. За возење на спортско корисно возило ги имаме сите предуслови. Врне, дожд, имаме прекрасни планински и шумски предели, но имаме и автопатишта и локални патишта. Да не должиме многу. Јас горам од желба да го пробам Ford Edge во сите услови. Не само затоа што е ова нов производ, туку што и приватно возам спортско корисно возило од Ford, поточно Ford Kuga. Иако е таа во компактни димензии, таа се покажа во повеќе ситуации како големо теренско возило. А ова е уште поголемо теренско возило и да го видиме неговото однесување. Се поголемата популарност во Европа на спортско корисните возила не ги остава рамнодушни производителите. Тие се трудат да ги покријат сите сегменти на спортско корисните возила. Таков е случајот и со Ford Edge, кој е прв производ на Ford со оваа големина наменет и за европскиот пазар. Досега најголемо спортско корисно возило беше Kuga. По неа дојде помалиот екоспорт, кој се уште не е дојден во Македонија, а наскоро ќе го имаме Ford Edge на македонскиот пазар. Малку е прерано да зборуваме за цените, но ќе зборуваме за она што ви го нуди Ford Edge. Конструиран да одговори на предизвикот за глобалниот пазар, Ford Edge има што да понуди. Пред се тоа е извонредно просторната и удобна внатрешност. Ние сме во кабината на изведбата Edge Sport, која изобилува со електронски помагала, но и со убаво смислен интериер. Овој модел е задвижуван, како и сите Edge-ови, со 2-литрен мотор кој ги има два. Едниот е со сила од 180, додека овој што го возиме е битурбо дизел и има 210 конски сили, впарен со автоматика која има и можност за секвенционално менување на брзините зад управувачот. Со Edge се праќа една сосема поинаква порака, порака во која Ford вели дека е подготвен не само со технологијата и квалитетот, туку и со дизајнот и опременоста да ги следи актуелните автомобилски трендови. Еден од тие трендови е и перманентниот погон на сите тркала. Тој не е никаква новост во ергелата на Ford. Ford веќе долго време, во последните 30 на години, го има овој погон на сите тркала. Се разбира, тој е модифициран и направен да одговори и на теренски предизвици. А за теренските предизвици зборуваме токму во овој момент, бидејќи се наоѓаме на терен. Рака на срце, тоа не е некој тежок и предизвикувачки терен, но врне извонредно многу дожд и поради тоа мораме да бидеме многу предпазливи. Влегуваме во една од баварските шуми. Баварија е позната по своите брдовити и алпски терени, но позната е и по боровите шуми кои се густи и се одржуваат со векови. Како подлога на тесниот шумски пат имам многу кал, бидејќи дождот не прати откако слетавме во Минхен. Ние го завршивме нашиот круг на возење на офроуд, кој не беше многу голем, некаде околу 2-3 километри, и сега се случува една работа која мене не ме изненадува, но вас сигурно ќе ви изненади. Yeah. Should we clean the car or not? Yeah. Okay. You mind? 2 Of minutes. course not. 2 minutes, okay? No. You know what to do now, right?
По возење на калива подлога во Германија, но и во сите останати цивилизирани земји, возачите не излегуваат со каливи пневматици и возила на патиштата. Па затоа, видете што се случува. Автомобилот се поминува со млаз вода за да не остава калливи траги по патиштата. Со тоа се зголемуваат опасностите на патот од лизгања и несакани последици, но и казните за нечисти возила кои искачаат од неасфалтиран пат се извонредно високи. Впрочем, таков има закон и во Македонија, но се сомневам дека некој се придржува до него. Терењето на Едж е при крај, па можам да се вратам на неговото возење. Како што реков, ова не е конципирано возило да биде исползувано цело време на терен, но е конструирано да биде сосема добро за возење на нерамни патишта, на неасфалтирани патишта, а впрочем, купувачите на Едж не се оптеретуваат со теренските способности. Тие повеќе се определени на удобноста и квалитетот на возењето. А кога сме кај квалитетот на возењето, Форд припаѓа во онаа група автомобилски производители кои се концентрирани и крајно посветени на возните својства. Така да за подбирањето не би сакал многу да одвојувам време. Тоа е навистина супериорно. Едж има тежина поголема од 2,2 тони, но тоа не е проблем за амортизацијата да ја држи каросеријата онаму каде што треба на најдобар начин. Прецизното управување е исто така еден од препознатливите особини на Форд. Опременоста на Едж е на високо ниво. Можеби на прв поглед имам забелешки на централниот гребен кој е направен од цврста и тврда пластика, но сите останати пластични површини се направени со гумирана пластика. Графиката на инструмент таблата е детално сменета. Во многу детали, како што се покажувачите на брзинометарот и на мерачот на вртежите, наликуваат на оние како што се вградени во Range Rover. Но централниот дисплеј е сосема поинаку конципиран. Форд од секогаш сакал на возачот да му пружи голем број информации, а преку централно поставениот дисплеј се наоѓаат многу информации, не само за навигацијата, туку и за степените во кои се наоѓа преносот на менувачот и сугестијата за економично возење. Форд има амбициозни планови за Едж. Ова спортско корисно возило во голема мерка го засилува портфолиото на производителот во Европа, но дали ќе успее да биде хит во продажбата, тоа ќе зависи од цената. Се разбира дека главните пазари на Форд се Англија и Германија, но тие сериозно размислуваат за проширување на своите активности и бројноста на своите возила во Централна и Источна Европа. Плановите за Едж не се кријат. Во првата година Форд планира да продаде околу 35.000 возила, но многу е битно и по која цена. Се разбира дека се уште не ја знаеме цената за македонскиот пазар. Таа
по моја некоја проценка би се движела во диапазонот помеѓу 42-3.000 евра па нагоре. Но да не зборам на памет, тоа ќе го дознаеме наскоро кога Ford Edge ќе дојде во Македонија и се надевам тогаш ќе имаме повеќе време да ги почувствуваме неговите возни карактеристики, ќе знаеме цената и тогаш ќе можеме да дадеме една по-трезвена и една по-комплетна слика за ова возило. А што се однесува до моите извозени околу 250 километри низ Баварија, првиот впечаток ми е супер позитивен и се надевам дека така и ќе остане.